Господе, што ми подари уште еден ден, што си го создал се во ова, што си ме создал мене, што ми го отвори моето срце за Твојата љубов. Ти благодарам, Господе, што ми даде дар на верба да поверувам во Твојот единороден Син, Исус Христос, Јешуа Хамашија, мојот Господ и Спасител. Ти благодарам, Господе, за снегот, за воздухот, за водата. Ти благодарам, Господе, што ми го отвори срцето и умот и очиве да ја гледаат Твојата светлина, устава да исповеда дека си мој Господ и Спасител, срцево да тупти во Твојата љубов, што ми ги движиш рацеве и нозеве, што ме создаде по својот образ, што ми даде дар на верба, што ме облече во љубов, што ме облече со сила од озгора. Значи, денеска зборуваме за второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. Овде во Мавро на минус 15 степени. Ти благодарам што ме грееш во моево срце. Ти благодарам, Господе, што ме облече во Твојата љубов. Еве што вели Господ, вие сте храм, значи второто послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. Вие сте храм на живиот Бог, како што рекол Бог Господ. Ке се вселам во нив и ке одам меѓу нив, ке им бидам Бог и тие ке бидат мојот народ. Вие сте храм на живиот Бог. Суштината на христијанството е дека човекот е храм, човекот што ќе го избере Бог, човекот што ќе умре за себе си и ќе живее за Исуса Христа, како што вели апостолот Павле. Значи, човекот е храм, затоа тој вели кога двајца или тројца ќе се соберат во моје име, тука сум и јас, ќе се вселам во нив, ќе одам меѓу нив, ќе им бидам Бог и вие ќе бидете мојот народ. Вие сте храм на живиот Бог. Затоа 6 глава 17 стих. Излезете од нивната средина и одделете се, вели Господ. Не допирајте се до нечисто и јас ќе ве примам. Значи, ние зборуваме за процес на очистување на човекот од неговата грешна природа. Очистување, покајување, признавање за Господ Исус Христос за свој Господ и Спасител и потоа живење по образецот на Исуса Христа како што тој живееше. И јас ќе ви бидам Отец и вие ќе ми бидете синови и ќерки, вели Господ Вседржителот. 7 глава, второ послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. Апостол Павле кој е повикан од македонците да дојди да го шири светото Евангелие. Значи, дојди во Македонија и помогни ни. Значи, тој е народот, македонците кои го повикаа Исуса Христа да им помогне во нивната земја по Божја волја. И така, возлюбени, имајќи вакви ветувања, да се очистиме од секаква скверност на телото. Значи, зборуваме за очистување во Исуса Христа. Од секаква скверност на телото и на духот, па да твориме дела свети и со страв Божји. Тоа подразбира да умре грешниот човек, да се откажете од гревот, да клекнете на колени, да го повикате Исуса Христа да живее во вашето срце, или како што вели оној стих, кој ќе го возлюби моето слово, тоа е Светото Писмо, живото слово, и ќе го возлюби моето слово, ќе дојдеме со Отецот, вели Исус, и сокровиште во него ќе направиме. Значи, ние зборуваме за чекорење со Бог, како што правел Енох во Стариот Завет. Енох чекореше со Бог, живееше според Бог и Бог го собра на небесата. Значи, ние зборуваме за живење во Бог, живење на нашата волја да се поистовети, односно да се прилагоди на Божјата волја, како што вели во молитвата, а познатата молитва од петата глава на Матеј, беседата на гората на Исус. Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, волјата на Отецот Небесен, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце, ако го избереш Исуса Христа. И апостолот Павле вели вака, оти кога дојдовме во Македонија, никаков мир немаше телото наше, во себевме во маки, од надвор напади, од внатре страв. Тој збори за црквата, црквата е телото Христово, Христос е главата, ние сме органите, значи тој зборува за црквата. Значи кога дојдовме во Македонија никаков мир немаше телото наше,
Оти себевме во маки, однадвор напади, однатре страв. И потоа ја кажува она позната богодадена состојба во 8 глава. Браќа, ви известуваме за благодатта Божја дадена на црквите македонски. Значи, Господ дал благодат на црквите македонски. Што подразбира од тоа? Не збори за една црква, за црквите македонски, зашто црква секога двајца или тројца ќе се соберат во моје име. Вие сте храм на живиот Бог. Ќе се вселам во нив, во нивните душа и во нивните срца, ќе бидат богородени. Тој зборува за го ширите светото Евангелие, зашто во Македонија е дадена заповед да се шири светото Евангелие. Ако сакате да живеете во Божји благослов, да имате се, да бидете глава, а не опашка, како што вели Господ, треба да го ширите светото Евангелие. Значи, браќа, 8 глава, 1 стих, ве известуваме за благодата Божја дадена на црквите македонски. Имате дадена благодат на црквите, но треба да се шири светото Евангелие, светото писмо, не да се шират канони, религиски, народна религија. Полно е православието со тоа, јас сум православен, не ги осудувам, зборувам од лична полза. Ги знаев сите светци, не го познавав Исус, свети Димитрија, свети Климен, свети Наум, свети Георгија, света Петка, свети Никита Голтарот, безброј свети Кузман и Дамјан, сите ги знаев, сите свети, свети Никола. И денеска ве учат дека тие ве заштитуваат, не ве заштитува ни еден светец. Исус Христос, легнувам, станувам, заспивам и станувам, оти Господ ме чува. Само Исус исцелува. Се што ќе барате во моје име, преку Отецот ќе ви биде дадено. Значи, треба да му се молиме на Таткото Небесен во името на Твојот Син Исус Христос, те молиме да сопре овој поларен студ во Македонија од минус 22 степени. Да сопре снегот, Господе, да дојде топлината Твоја, да не ги згрееш срцата. 9 глава, второ послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните. Зашто ја знам вашата ревност, за која се фалам со вас пред македонците, дека Ахаја приготвила помош уште од лани, и вашата ревност поттикна многумина. Видете, Господ ги запишал македонците, зашто ја знам вашата ревност, со која се фалам со вас пред македонците. Господ ве пишал во Светото Писмо. Тоа значи да го повикате Господ, да се подпрете на Господ, не да се подпирате на луѓе, зашто прокледа е тој што мисли на човек, што се надева на човек, а не на Бог. Тоа е порака за Македонија, но и за целиот свет. Па ако дојдат со мене македонци, 9 глава 4 стих, па ако дојдат со мене македонци, вели Господ, и ве најдат неприготвени, да не би да останеме посрамени ние, за да не велите вие откако се пофаливме со таква увереност. Македонија е запишана во Светото Писмо, но подразбира и заповед да се почитуваат двете Божји заповеди, љуби го својот ближен како самиот себе си, нешто што недостасува во Македонија. Зашто секој против секого, брат против брат, татко против син, семејствата раскршени, роднините и пријателите не се сакаат, политичарите шијат омраза, не се почитува Божјата заповед, затоа е Македонија доведена до оваа состојба. Ова пак ви го велам, вели апостолот Павле, кој скржаво сее, скржаво ќе жнее. Кој богато сее, богато ќе жнее. Секој да дава од срце, а не со жал или принуда, оти Бог го љуби оној што од срце дава. Зашто Бог не гледа на лице, туку на срце. А Бог е силен да умножи во вас секаква благодат, та имајки секогаш доволно се. Бог е силен да умножи во вас секаква благодат, та имајки секогаш доволно се, да бидете од се срце дарежливи за своето добро дело. Во Стариот Завет има кој ќе го избере Господ, вика и ќе ве направам глава, не опашка, јас дојдов да имате во изобилие и да се прелева, но ако ги почитувате Божите заповеди. Ако не ги почитувате, вие живеете во проклество и нема благослов ни за Македонија, ни за македонската земја, ни за македонците, ни за сите што живеат во неа. Не заборавајте за благодатта Божја дадена на црквите македонски. На црквите македонски ме дадена благодат Божја, дека ако го шират Светото Писмо и ги почитуваат двете Божји заповеди, Македонија ќе живее во благосостојба и ќе биде пример, избран сад за да се шири Светото Евангелие. Како што е напишано, растури им даде на сиромашните, правдата негова останува вечна. Правдата негова останува вечна. Оној кој му дава на сејачот семе, ќе му даде и леб за храна.
Он ќе го умножи и семето ваше, и ќе ви даде да израсте житото на вашата правда, па во се да се збогатите за секаква дарежливост, која преку нас предизвикува благодарност кон Бога. Се разбира, ако ги почитувате двете Божји заповеди, ако го повикате Бог да дојде во Македонија, Исус Христос да дојде во Македонија, апостолот Павле да дојде во Македонија. Да му благодариме на Бога за неговиот неискажлив дар. Јас, самиот Павле, смирен кога сум лично меѓу вас, а слободен кога сум далеку од вас. Ве убедувам со Христовата кроткост и благост, ве молам, кога ќе бидам при вас да бидете такви, што да нема потреба да бидам така смел, како што мислам да бидам спрема некој, кои за нас мислато ти постапуваме по телото. Зашто иако во тело одиме, телесно не се бориме. Оружјето на нашето војување не е телесно, но со помошта Божја е силно да разрушува тврдини. Со него ние уништуваме мудрувања и секое превознесување што се крева против познавањето на Бога и поробуваме секој разум за да му биде покорен на Христа. Разум покорен на Христа. Покорете се пред Бога и Бог, понизете се пред Бога и Бог ќе ве подигне. Покорете се на Бога и спротиставете се на ѓаволот и ѓаволот ќе побегне од вас. Бегај Сатано, покорен сум ти Господе, и му кажувам на Сатаната, бегај Сатано од мојот живот, од моето тело, од мојата душа, од мојот дом, од моето семејство, од моите родители, роднини и пријатели, од моите деца и од мојата земја, надвор во името на Исус, Сатано од македонската земја. Покорете се на Бога, покорен на Христа, и спремни сме да казниме секаква непослушност кога ќе се увери, кога ќе се изврши вашата послушност. На надворешноста ли гледате? Кој е уверен во себе дека е Христов? Кој е уверен во себе дека е Христов? Оти како што е тој Христов, значи тоа е потик за она што, например, големата црква вели ние сме христијани, вие не сте. Кој е уверен во себе дека е Христов? Значи како што сте вие Христови, така сме и ние Христови. Нека суди пак од себе, оти како што е тој Христов, така сме и ние Христови. Зашто не смееме да се вбројуваме или да се споредуваме со некој од оние што сами се препорачуваат, самофалци. Тие не разбираат дека се споредуваат сами со себе и се мерат само со себе, затворени во некоја историска религиозна гордост. Прв народ сме биле, апостолска земја, апостолски народ. Да, сме биле, но каде сме сега? Дали се шири светото Евангелие? Дали Македонија е притисната од четирите страни со сатанин трн, за да ја подсети дека треба да го повика Бог, за да се подсети на благодата Божја дадена на црквите македонски. Каде се црквите македонски да го шират светото Евангелие, да објавуваат највечер во 4 сабајле како што објавува другата религиска група, да објавуваат дека Господ е жив. Кој се фали, со Господ да се фали. Зашто не оној кој се фали сам е достоен, туку оној кого што Господ го фали. Браќа, од немаштијата моја ја употполнија браќата што дојдоа од Македонија, па во се друго се пазев и ќе се пазам да не ви бидам натовар. Во 11 глава 9 стих вели апостолот Павле. Кој ослаби и јас да не ослабам. Кој се соблазни, јас да не се распалам. Ако треба да се фалам со слабоста своја, ќе се пофалам. Бог и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, кој е благословен во веки векови, знае дека не лажам. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Татко Небесен. 12 глава е интересна, изборува нешто што може би треба да го разберете. Да се фалам немам полза, но ќе минам кон виденија и откровенија Господови. Знам еден човек кој пред 40 години со тело ли не знам, без тело ли не знам, Бог знае, беше однесен до третото небо. И знам дека тој човек со тело или без тело, не знам, Бог знае, беше грабнат и однесен во рајот и дека чул неискажливи зборови кои што човек не може да ги искаже. Со таков човек ќе се пофалам, но со себе си нема да се пофалам, освен со моите слабости.
Значи имаме трето небо, имаме човек однесен таму, го видел рајот, апостолот Павле сведочи за тоа. Дали вие верувате дека Исус воскресна или само одите во црква, палите свеки и правите адети и обреди? Ако пак посакам да се фалам, вели апостолот Павле, нема да бидам безумен, зашто ќе кажам вистина, но јас се воздржувам да не би некој да помисли за мене повеќе отколку што од мене гледа или од мене слуша. Апостолот Павле зборува дека тој е само еден сат, најмало од апостолите, не е достоен да се нарече апостол. Дека е избран сат за да се всери во него силата Христова и за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа 3 пати го молев Господа да го отстрани од мене, но он ми рече, доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила наполно се покажува во слабоста. Затоа со многу поголема радост ке се фалам со своите немоки. Значи му е даден ангел сатанин трн да го боцка по лицето, да го подсетува дека е зависен од Бог, дека не може сам, дека Бог е изворот. Така на Македонија е даден сатанин трн од 4 страни, од албанците, србите, бугарите, грците и сите други ја притискаат да ја подсетат. Да ја подсетат дека кога е слаба, тогаш е силна, дека треба да повика Исуса Христа. Дека Македонија треба да го повика Исуса Христа, за да биде благодатта Божја полна на црквите македонски, за да се всели во мене силата Христова, вели апостолот Павле, за да се всели во Македонија силата Христова. Затоа добро ми е во слабостите, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христа. Оти кога сум слаб, тогаш сум силен во Исуса. Македонија. Му се молиме на Бога да не правите никакво зло, браќа и сестри, не да се покажеме ние како достојни, туку вие да вршите добро, а ние како недостојни да останеме. Оти ние сме силни не против вистината, туку за вистината. Се радуваме кога ние слабееме, а вие јакнете, а за тоа му се молиме на Бога за вашето усовршување. И така, браќа, радувајте се, усовршувајте се, утешувајте се, бидете едномислени, живејте во мир, и Бог на љубовта, нашиот Отец Небесен, и на мирот ќе биде со вас, Македонија. Значи, македонци, радувајте се, усовршувајте се во Светото Писмо, утешувајте се едни со други и љубете се, бидете едномислени, а не раскарани, намразени. Живејте во мир. И Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. Поздравете се еден со друг, раскарани македонски водачи преку свет целив. Ве поздравуваат сите свети што се молат во Христа и што му служат на Христа. Благодата на нашиот Господ и Бог Исус Христос и љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат со сите вас. Амин. Слава ти, Татко Небесен, слава ти, Господе Исусе Христе. Биди благословена Македонијо во Христовата љубов. Другиот пат е тоа што ти се случува во светот. Амин. Сатанин трн за да те подсетува дека без Бог не можеш, не знаеш ни каде одиш, немаш сила, немаш љубов. Сатанин трн, а апостолот Павле вели, кога сум слаб, тогаш сум силен. Биди слаба, Македонијо. Повикај го Исуса и потоа тој ќе те направи силна, плодоносна и победоносна. Амин. Или лама савахтани, Татко мој, зошто ме остави?